Трчам точно 16 години. Трчам за сите што трчаат и за оние што не трчаат. Да ги инспирирам, можеби да почнат и тие. А и трчањето е убава символика и за други работи во животот, така што не значи дека е само поврзано со трчање. Трчањето ме научи на многу работи, да не се откажувам, да истравам, да одам до крај, да ги реализирам своите цели. Ми направи многу да ми е убаво, како да бидам шампион, како да го повторам тоа, како да го засакам ова, да почнам и да го работам, а ме научи ете и да гледам птици околу мене, на секаде на Кеоф. Нема нешто поубаво од трчањето, затоа што кога ќе го засакаат трчањето ќе видат дека е тоа физичка активност, а во исто време напредуваме и на ментално ниво. Сме психички стабилни и добиваме целосно складено психофизичко здравје. Да бидат мотивација, да бидат инспирација, да прочитаат луѓето дека трчањето не е само да излезеш и да им движиш рацете и нозете, дека има нешто многу повеќе во тоа, има цела филозофија, љубов едноставно. Така што токму тоа е идејата со овие две мои напишани книги. Размислувам за најразлични работи, размислувам за што ми се случило можеби вчера, што се случува денеска, што ќе се случи утре, размислувам за некои предизвици, проблеми, ситуации, размислувам за тренингот, за следната трка, размислувам да реализирам некој нов проект, размислувам да ја најдам белата чапја на Кеј, за сонцето, за месечината, за се. Конкретно ако зборуваме за трчањето, има многу успеси, повеќе од 20 пати сум бил шампион на Македонија, повеќе од 30 пати сум бил македонски атлетски репрезентативец. Тоа ми е успех, сум посетил многу места благодарение пред се на трчањето. Ако зборуваме за интернационален успех, најубаво ми е чувството кога освоив бронзата на Балканското првенство во маратон во Кипар, односно Лимасол. Едноставно многу прекрасни моменти. Првата книга испадна сосема случајно. Тоа беа најчесто мои статуси објавени на социјалните мрежи, па потоа луѓето им се допадна, рекоа дека ги мотивира, ајде напиши книга, ми беше прво као нешто невозможно, меѓутоа ги склопив тие, додавав уште некои текстови за да испадне една книга, а разликата од втората е што втората свесно и наменски ја пишував, знаев дека ќе биде книга од самиот почеток, знаев што сакам да направам и дека тоа ќе биде едно продолжение од првата книга, а генерално начинот на кој пишува на расказите, текстовите, тематиките кои што се обработени се слични. На гледачите ќе им порачам да бидат среќни, опуштени, живи и здрави и да почнат да трчаат.